Добре дојде во студио за моите гости, Беса Арифи професор и Александар Новаковски адвокат. Вие сте и адвокат на Сашо Василевски пратеникот во случајот со крвавиот четврток. И сега денеска веќе се одредени притвори и прашањето е зошто има дилеми во јавноста, е непознаница, зошто на некои се одредени притвори, а на некои не се одредени притвор во шутка, туку куќен притвор. Например, Борис Дамовски оди во куќен притвор, Игор Дурловски и Бетмен Велит одат во шутка. Кој сака може? Ние не ги имаме уште сите информации да видиме зашто така одлучил судот, меѓутоа важно е да се види дека во сите тие случаи најпрвин тоа што е важно да се каже дека судот видел дека постојат некои од причините за да се одреди притвор. Сега зошто е куќен или е вистински притвор, тоа е друго прашање и сигурно судот ценел дека за одредени лица можеби има такви околности што треба да се одреди куќен притвор, можеби нешто е поврзано со нивното здравје, можеби нешто со семејството, или нешто друго. Не би знала да цена по кој основ судот тоа го одреди, ќе треба да ги видиме решенијата и образложенијата. Добро, но можно е, Новаковски, прашањето до вас, можно е да има повеќе докази за потешко кривично дело кога станува збор за оние кои одат во затворски притвор, а не во куќен. Прво да појасниме дека предлогот доаѓа од основното обвинителство за организиран криминал, значи тие предлагаат мерки на предпазливост. Во конкретни случаи предложени беа притвори за сите. Подеднакво во затвор. Во затвор? Да. Притвор, да. Но што се случувало во самите судници, кога се одлучувало за притворот, ние не можеме да знаеме на кои околности, можеби некој доставил лекарска документација, можеби и тогаш судот ја донел одлуката. А дали со таа одлука се согласило обвинителството, ќе видиме дали ќе поднесе жалба. Значи, тие се примени решенија во текот на вечерта, така да куќен притвор обично има олеснителни околности, пример кога самохрана мајка, има родители, стари. Добро. Значи, за државата куќен притвор е исто и трошок. Тој мора да се јавува, мора полиција да оди секој ден да го посетува, да види дали е тука. Значи, во однос на доказите, во однос на мерката, мислам, зависи од обвинителството. Ако обвинителството предложило притвор, мислам дека доказите кои ги доставиле ќе ги видиме во понатамошниот тек на постапка. Да, вие бевте во затвор тогаш кога се одредува притворите. Бев во суд. Во суд, се извинувам. Да. Тоа е веројатно фројдовска некаква грешка. Суд, да, и само не знам, тоа беше секој поединечно влегуваше кај судија. Да. Така да за Сашо Василевски се инсистира да се добие, да му биде укинат одземен имунитетот. Не видите, тоа си е постапка. Јас мислам дека постапката треба во една правна држава да важи изнеднакво за сите. Значи за сите претеници. Во конкретниот случај предлогот за одземање на имунитетот беше доставен во текот на вчерашниот ден. По устав е јасна постапката како тече и по деловникот за работа на собрание одземање на имунитет. Кај нас важи само за притвор. Иако се повика некој. Во конкретниот случај беше поднесено барање за притвор за клиентот, но судот мораше да се обрати до собранието и собранието што ќе одлучи, ќе видиме. И ако одлучи да се одземе имунитетот, тогаш ќе видиме што ќе се случува. Значи не значи дека судот ќе го прифати предлогот на обвинителството. Јас не знам од каде обвинителството си црпи такво право да мисли дека му е све дозволено. Значи во конкретниот случај судијата одлучува. Да. Значи ако предлогот го дава обвинителството, ако обвинителството сметало дека ќе ги притвори без имунитет, значи ние имаме комплетен промашај на постапката од почеток. Значи обвинителството требало да се обрати до председателот на собранието. Да. Председателот на собранието деловничко мандатни комисија, која 2 дена има право да расправа, 3 дена собранието и се гласа.
Значи, ние не можеме да знаеме каква ќе е одлуката на собранието. Таму имаме 120 пратеници. И сега во конкретниот случај, судот ја поднесува барањето за имунитет и во ред. Значи, ја запазија од после постапката. Добро. Сакавте нешто да додадете за ова? Така, значи во врска со изрекувањето на притворот го изрекува судот. И меѓутоа пред притворот може да се случат други мерки кои што се за обезбедување на присуството на лицето во критичната постапка. Тука се уште осумничените. Да. И сега Уставот и Деловникот зборуваат само за притворот, за кој што треба да се симне имунитетот. И затоа малце имаше забуна кај граѓаните, бидејќи лицата беа приведени и за некое време задржани додека се пуштија и сега чекаат симнување на имунитет евентуално ако би имало такво нешто. И затоа мислам дека тоа во ред, бидејќи во однос на приведувањето и задржувањето, тоа не е поврзано со имунитетот. Имунитетот го штити пратеникот само од мерката притвор. Мерката притвор уште не е изречена од судот, само е барана од јавното обвинителство. И сега затоа судот не може да изрече таква мерка претходно да биде симнат имунитетот. И треба тука да се прави таа разлика што е приведување, што е задржување, што е дури и лишување од слобода, што не е случајот тука. Лишувањето од слобода е кога лицето се фаќа инфлагранти, значи во дело додека го врши. И притворот е најтешката од сите мерки на обезбедување на присуството на осомничениот во постапката и затоа само за таа мерка се бара симнување на имунитет. А во меѓувреме, значи другите мерки ако се превземат од обвинителството, од полицијата, се во ред и дури може да се и судот може да изрече други мерки на предпазливост, например одземање на пасошот или не гаранција да изрече например како друга мерка или нешто друго, едноставно да го покрие, да го покрие овој период додека се одлучува за имунитетот, што мислам дека исто така е важно. Бидејќи во моментот кога тие веќе не се приведени, уште нема ни значи одлука за нивен притвор, тие се слободни граѓани. И во најлош случај може да се очекува например и да побегнат, натаму, да влијаат врз сведоците. Затоа мислам дека е важна таа мерка на предпазливост што требаше да го изрече судот, за да некако ги покрие овие денови додека се одлучува за имунитетот. Добро, се согласувате ли дека Добро, јас се согласувам. Вашиот клиент секако не се согласувате да му биде одземен пасош или мерка на предпазливост друга, но Јас не сватив емисија за да зборувам за мојот клиент. Добро. Значи јас ќе зборувам генерално. Генерално, во ред. Ниту има дадено изјава, ниту знаеме каква изјава ќе даде. Значи вчера Вие знаете. Не, вчера немаше воопшто расправа. Значи затоа што судијата си постапи согласно член 64 од Уставот. Сосема исправно. Дали некој претходно размислувал како ќе поднесе барање, што ќе поднесе барање, тоа се пишува и треба да го знаат. Значи судот, постоечките судии вчера кои постапуваја по предметите, си се обратија до председателот на собрание. И со тоа си ја запазија процедурата. Значи, тука се согласуваме целосно, значи зборуваме за притвор мерка. Значи се бара притвор. Ако се бара притвор, должен е обвинителството според мене е должно, ако поднесува барање за притвор до судија во претходна постапка, е должен да достави писмо до председателот на собрание. Јас тоа мислам дека е така. Добро. Поред изјавата и на председателот на собрание кој беше отсутен, затоа што председателот на собрание беше службено оправдано отсутен, а нема подпредседатели на собрание. Кој ќе одлучи? Не може да одлучи никој пред да стигне кај председателот на собрание барањето. Значи во Уставот стои до председателот на собрание, не стои до собрание. До собранието. Видите? Да. Значи, имаме многу е прецизна формулацијата. Посебно уставната одредба е многу прецизна. Добро. Сега, во делот не би сакал стварно никого да брана. Секој треба да се одговара за она што го направил. Но, процедурата е збориме сега. Значи, не збориме за вина.
Не сме дискутирале. Но не е прекршена процедурата. Јас сметам дека... Добро. Не зборувам за сите. Јас би кажал дека според мене, секој што му е прекршено има право да се пожали. Судите беа комплетно коректни, прашуваат дали имате забелешки на приведувањето. Например, мојот клиент не беше приведен. Си дојде сам во судот заедно со мене. Значи, сам си... Не беше приведен, но беше повикан, поканет. Не, ни покано. Па како влегол во судот тогаш? Добро, вака сега. Дознавме сите дека се бара некој, така дека има постапка. И така се јавија повеќе луѓе. Да. Може би му јавија телефонски, сега не е битно. Да. Важно, во на закажаниот термин ние се јавивме. И на усно укажување. Значи, тоа е совезно постапување. Натака веќе постапката ќе си оди. Но конкретно случај генерално зборуваме за имунитетот, бидејќи порано имаме одземано имунитет собранието, значи секој пат, иако се неколку одредби, секој пат биле за нас правници различно толкувани. Например, дали е затечен? За мене, ево и како го разбирате тоа? Неспорно затечен се знае што е. Добро. Инфлагранти во моментот, така? И зашто јас сега со некога да толкувам тој збор за правниците? Значи тогаш се извинувам, тогаш требало полицајците кои го затекле, кои ги затекле пратениците во случајот, да ги спречат. Тоа е во моментот за доколку има така? Сознае, да. Но кога ги отвориле вратите, тие ги гледале, не ги спречиле. Значи, не види, и тие не може полицаец да процени дали е тоа дело за висока казна, така? Меѓутоа, кога се работи за инфлагранти, тогаш има право секој граѓанин да го задржи. Да, ама пак обвинителот одлучува, зборуваме, значи. Али, например, не мора да е тоа дело, може пратеник да направи и друго дело, но сега говориме за ова дело. Сега говориме за... Сега мој став за што би било толкување на затекна. Тоа е затекна. Да, тоа е. А сега веќе не е затекна. Не. Тука се согласуваме, значи. Ево, тоа е многу битно да се согласиме, бидејќи кај многу предизвикува дилема. Да. Значи, дали е затекнат или не е затекнат некој, зборувам генерално. Да. И сега, собранието ќе одлучи. И кога дали ќе се одземе имунитет или не? Да. Тогаш повторно се оди и како што објасна професорката, се разговара за мерката која е предложена. Да. Тоа значи дека ние како адвокати имаме право не еден случај, зборувам генерално. Сме имали случаи, бараме мерки на предпазливост, пасоши, бараме да се јавува секој петок, така. Наместо притвор. Се проверува дали има државјанство, дали е фамилијарен, семеен човек. Така? Добро, околу дуплите државјанства со Грујовски, например, видовме дека се е можно и дека може да побегнат. Ама не може секој човек тоа да го има. Меѓутоа се работи сепак за многу чувствителен предмет, за кој што казната е висока и за која што и самото обвинение е доста сериозно. И мислам дека треба да се преземат сите мерки за навистина да се, како да кажам, да се обезбеди присуството. Сега, тоа генерално зборам и затоа може би, како да кажам, и обвинителството не се обратило директно до собранието, бидејќи во уставот пишува не може да се изрече притворот, значи да се изрекува притворот без да се симнува имунитетот. Не го изрекува обвинителството, го изрекува судот и затоа судот се јавува во кај председателот на собрание и бара да започне постапката за симнување на имунитетот. А инаку, значи, во обвинителството е друга постапката, значи тие се обраќаат до судот и претходно, значи во рамки на тие работи кои што тие можат да ги направат, во тие рамки може да барат и да им се дозволи приведување и задржување одредено до одреден момент. Тие 24 часа прво, значи тоа најпрво треба да се каже дека не е притвор и дека тоа е сосема легитимно средство што се користи во истражна постапка и во како што беше тука во завршетокот на предистражна и почетокот на истражна постапка, така што мислам дека таму целата постапка беше во ред и сега ќе
очекуваме што понатаму ќе се случи. Јас сум малце загрижена за овој меѓупериод. Значи сега за кој велите требало да има мерки за предпазливост за тој период. Дека таму треба да се биде посебно внимателен, бидејќи како што реков се работи за тешко дело, постојат повеќе законски можности како тоа може да се направи. На пример, еве не се бара залудно притвор, значи чим се доаѓа до таму да се бара притвор за се сомневаат дека може основани сомненија и причини дека притворот може да се даде. Исто така имате ситуација каде што веќе е даден притвор во некои од предметите, така што сепак мислам дека се работи за доста важно дело, каде што треба да се преземат сите мерки тие лица да бидат присутни кога ќе дојде време за судење и најдобро тоа го обезбедува притворот, меѓутоа во меѓувреме треба да има уште некоја мерка што тоа би ги спречила, да. Има повеќе такви мерки, не мора да биде тоа како да кажам, некои тешки мерки, има на пример да се јавувате во полициска станица, па да ви одземе пасошот или гаранцијата. Гаранцијата исто така е доста парична, кога велите гаранција. Тоа е мерка на предпазливост, посебно се зборува за гаранцијата во законот за кривична поставка и тоа значи може да покаже барем за тие дена дека ќе биде тука. Бидејќи е многу важно тие случаи да се водат до крај и да се носи одговорноста нормално според тие докази кои што ќе постојат. Секој треба да одговара за тоа што има докази и за тој дел од вината кој што тој го носи, а за што одлучува судот во однос на докази. Добро, се согласувате ли дека требало да имаме вакв тип на мерки на предпазливост во тој меѓупериод кој ќе се одземе имунитетот? Потпуно се согласувам за се што кажа околу постапката. И затоа јас споменав дека треба да се размислува пред да се постапува. Значи, ако предметот сигурно не е работен еден ден, работен е месеци, кој ние немавме, например, никакви сознанија. Но предолго е работен, да се согласувате дека е предолго. Само сакам да ви кажам Премногу, а? Сега. Добро. Значи, збориме, ево, и за да го трнеме во моментот за друг случај. Ако предлагаш одземање на имунитет на пратеник, така е например за некои финансиски малверзации, зборуваме. И сега, чекаш 5 дена да се одземе имунитетот. Или нема да се одземе. Така, може, например, председателот на собрание... Добро да одлучи да не препорача, Добро. И да не се одземе. Зборуваме, во меѓувреме не предлагаш друга мерка. Тоа го зборува професорката. Кој го предлага тоа? Не го предлага одбраната. Значи, јас како одбрана имам уставна... Не, добро, дали се согласувате? Знам дека вие не треба да го предложите. Не, разбавате, точно, потполно се согласувам. Значи, дека мора некоја мерка друга. Има патни исправи, сега да не зборуваме дека секој, например, има двоен идентитет, така? Не, се разбира, но постои опасност и тоа да се случи. Значи, јас се надевам дека све уредно ќе си оди постапката. Но, зборуваме дека точно има повеќе мерки. Само би сакал да кажам. Во еден период, ако се сеќавате, значи, нон-стоп се даваја притвори. Така беше. Значи, немаше ние адвокатите одевме и знаевме... Но професорката така каже дека ова е претешко дело... Не за ова дело, зборувам. Не може да се компарираат. После се отиде еден период само на мерки други за предпазливост и за дела за кои требаше да се изрече притвор не се изрекува. Добро, И сега не зборуваме, значи секогаш треба да е обезбедено по мене исто потполно се согласува. Значи за притворот на крај ќе се одлучи. Но мерки треба да се има за да се спречи настанување штета за после некој да се носи одговорност. Али секој си одговара за тие постапки. Значи јас ако грешам како бранител, мене никој не ми опростува. Добро. Така и на... Ако испуштам рок, никој, ево, нема да ми излези во пресед ни судија, ни обвинител. Па сега извините, така ако погрешат и тие, зашто сега ако си исти оружјата, нели, додавме до законот дека сме равноправни. Во што сме ние равноправни? Добра, ајде, сакавте да... 20 сати чекаме пред врата, 20 адвокати во 2 метри квадратни, пример. Така?
Добро. Значи сега треба да се направат услови да и ние малку имаме некои услови за работа. Ако не, тогаш нека се ангажираат по службена должност и нека ги работат предметите. Не, јас сакав да кажам во врска со делото и во врска со изрекувањето на притвори, како што добро забележа, значи колегата, тоа е така, порано се дава притвори, значи за многу небитни дела, за многу лесни тривијални може да ги наречеме, да. Ама нешто е сигурно, бидејќи кога ова јавното обвинителство за организиран криминал бара притвори, тоа 100% значи се одобрува од судот. И да не е притвор, ќе биде куќен притвор, меѓутоа притвор ќе биде. Така беа статистиките, барем кога споредувавме тогаш во однос на притворите дадени за специјалното јавно обвинителство, таму се види, значи во тие статистики дека секогаш се дава притвор кога јавното обвинителство за организиран криминал тоа го бара. И тоа не е случајно. Тоа обвинителство гони многу тежок криминал. Знаете, и ова е многу тешко дело. Добро, околу делото, може ли да го објасните член 313 загрозување на безбедност, тероризам? Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија. Тоа е порано се викаше дело тероризам, после беше значи со новите измени сменет насловот и од делото, значи е многу е битно бидејќи има неколку елементи самото дело. Најпрви не намерата да се загрози уставниот поредок, што значи дека не мора да се сменува или да се промени или да се наруши уставниот поредок, туку намерата е загрозување на истиот. Сега уставниот поредок, како да кажам, е доста јасен нашиот устав, што подразбира во тоа како значи се менува власта, што може да направи новото парламентарно мнозинство и така натаму, како се бира председател и така натаму. Значи тоа е уставен поредок предвиден во нашиот устав. И со самиот факт што треба, значи со сила се отиде кон тоа да се измени еден легитимен чекор на избор на председател, тоа веќе може да се толкува, како да кажам, може да се толкува дека тоа има нешто така. Друга работа многу битна во членот е чувството на несигурност кај граѓаните и таму се врзува делото на тероризам. Првиот дел е за дело против државата, кога вие на насилен начин менувате уставен поредок. Менувате една практика утврдена со уставот. Друга работа, значи тоа што е елементот на чувството на страв и на како да на несигурност кај граѓаните, што исто така го имаше. Сега ние од 7 месеци после може да, како да кажам, може да сме заборавиле како се чувствувавме тој ден, меѓутоа сите кои бевме тука и кои што го следевме само од директно следење на тоа што се случуваше во собранието тој ден. Тоа беше крвавиот четврток, доволно говори тоа име кое е дадено. И цело време, значи целата експертска јавност и многу луѓе инсистира на тоа ова дело да се именува со вистинското име. Вистинското име е ова. Бидејќи многу беше, како да кажам, дури смешно, кога првите, како да кажам, чекори на јавното обвинителство за организиран криминал беа токму да се суди здружување? Не, беше за учество во толпа. Учество во толпа беше, да. Значи тоа е навистина. Не може тоа така да се третира целата таа работа што се случуваше тој ден. Втора работа што мислам дека е многу важно тука да се спомне е бидејќи доколку значи овој случај се реши вака до крај и во овие размери и во однос на сите луѓе кои што биле инволвирани таму, мислам дека е многу важно да се воспостави практика дека такво дело нема да се толерира. Бидејќи знаете, секој пат може да се случи ако сега се толерира. Секогаш кога некој ќе изгуби на избори или нема да биде во можност да направи влада или да обезбеди парламентарно мнозинство, ќе може да посегне по ваков потек кој што е крајно опасен потек и за државата и за граѓаните и не случајно се квалификува како такво. И мора да биде казнети токму поради тоа. Да. Новаковски, го гледате ли членот 313 во ова дело за кое се осомничени луѓето за кои беше одреден притвор или пак пратениците за кои се чека? Добро, јас нема да генерализирам, бидејќи ќе говориме и за генерализирање. Нема да генерализирам, значи одговорноста е индивидуална. Индивидуална е, да. Индивидуално ќе одговара. Да, се разбира. Воопшто нас не ни се до сега презентирани никакви докази
Ке има сигурно на тамошната поставка, каде ќе ни бидат презентирани, потоаш би можел да... Но ние сите разбирам. Не можам од телевизија да видам и да оценам за кое дело, сигурно обвинителите, кои работеле долго, самите вие кажавте долго на овој процес. Да. Но и предолго се согласи професорката. Добро, ама имаат сигурно собрано докази за секој поединечно. И јас мислам дека тој, ако е организирано, кој го организирал, како го организирал, немам дилема. Но не треба да има луѓе кои би настрадале, а немале таква намера. Биле само извршители обични? Не, може и да не биле извршители. Добро. Значи, тоа ќе го покаже постапката. Ако сега од телевизија ги осудиме, тогаш нема да дојдеме ни тоа што го кажавте, за да не ни се повтори пак. Значи, во моментов, ниту еден доказ те ни е презентиран. А од она што го гледавме, тоа е точно, тоа беше стварно и за мене настан кој предизвика сериозна загриженост, бидејќи јас сепак сум работел во тој парламент и секогаш сме имале начин да ги избегнеме таквите настани, не било никогаш не одело масно, да се разбереме. Значи сме имале настани многу, сетите се после спроведување на рамковниот договор. Имало низа седници кои биле на ивица. Црниот понеделник. Точно. Тој јас го кажав, уште тоа беше 24-ти, мислам. Јас кажав, кога тоа се случи, веќе се е можно да се случи во собранието. И тоа се докаже дека. Тоа јавно го кажав на телевизија. Значи, за мене тоа беше еден страшен настан, бидејќи да дадеш наредба да се изфарли цело собрание надвор, стварно не мислев дека постои човек кој може да го направи. Ајде сега за ова. Рековте? Не, одиме сега, значи... Ако не се носи одговорност за такво дело, ќе стигнеме до тука. Дојдовме, не ли се затвори, али се согласувате дека некако пречутно се затвори тој настан. Да. Се согласувате. И ги отвори вратите всушност за овој настан. Не бегам јас од овој настан. Но овој настан, јас, например, го гледам дека треба точно тој како, што, бидејќи сум работел во собрание, ги знам процедурите кои се и за евакуација, и за проценка, и кој е одговорен за проценка, кој кого треба да реагира, како да реагира. Луѓето кои се работат таму во собрание ги знаат тие процедури. Но ги прекршиле. Системот. Тоа е јасно. За тука не функционира. Да. Сега, зашто не функционира? Како не функционира? Додека не се види докази дека биле организирани. Например, ако биле организирани и ако тоа било све предвидено, договарано за да се случи тоа, тогаш стварно ќе се докаже на суд. Добро. И тука казните кои се запретени се многу големи. Кои се казните за пратениците? Минимум е 10 години за сите. За сите, не само пратеници. За сите. Минимум 10 години затвор за претена казна. Затоа да оставиме, почната е постапката, таа не може никој да ја запре. Во оваа држава се е можно. Тоа можно. Да, немојте толку да бидете сигурни. Али сега за сега кажуваме. Рековте немам дилема кој е организаторот. Предходно, пред неколку минути, кој е организаторот? Не, немам дилема кој е организаторот. Да, така кажавте. Јас го запишав тоа. Јас немам дилема, значи мора да затаи системот на организација од парламентот за да се случи тоа. Не, околу организатор на настаните. Да, на настаните. Да, добро. Не сум кажал така. Добро, ќе се слушнете на... Не можам да знам јас организатор кој е. Не, добро, во ред јас го запишам. Јас викам организаторот треба да се процесуира. Дали организатор имало или немало, се докаже на суд. Предпоставките се обвинителството, не видите предпоставки. Не, добро, сакам да говориме за тоа. Обвинителството може да има докази. Не, во ред. Има различни предпоставки, се предпоставува дека мозокот на таа операција всушност е Груевски и Мијалков. Тоа се едни од тие предпоставки кои ги изнесуваат експертите. Вчера и Калеџиев го слушнав дека и тој предпоставува, се разбира. И прашањето е
Дали доколку велите сите би добиле инволвирани по 10 години? Тоа значи и мозоците или пак... Секако. Да. Значи, и дали тоа еднаква ќе биде казната за сите или пак овие се извршители, а овие се наредбодавачи? Има сепак во казната, има само минимумот е одреден, максимумот кога не се одредува во самиот член, оди во самиот законски максимум на казната, што во случајот е 20 години. Значи, од 10 до 20 години... Лошата вест е дека всушност може да биде и 20 години, така, а не 10 за која постојано говориме. Тоа е минималната одговорност, значи, која се дава. И, како што рековме, се работи за доста тешко дело, доста организирано дело, не случајно. Имаме толку голем број на осомничени лица, за кои што веќе има истрага и за кои што веќе има барање за одредени мерки, како што е притворот. Од друга страна, исто така треба многу да се пази на тоа, сите лица инволвирани да одговараат. Бидејќи ние го следевме целиот тој период, а некој повикуваше на тоа да се случи. Груевски се сеќаваме многу добро како ги повикуваше да не седат пред телевизорите со папучи, туку да делуваат. Да, и после сега јас не знам тоа како се изведувало и кој каква улога играл. Јас само знам дека секој кој што повикувал на тоа и на некој начин поттикнувал такво дело, исто така треба да си го сноси својот дел од одговорноста. Освен кога ќе бидат прибавени докази, може би дека комуницирале луѓето кои биле извршители со мозоците на операцијата. Да. Има начини како тоа ќе се утврди, само треба да постои вистинска, значи, волја, сите да бидат инволвирани и секој да го носи својот дел од одговорноста и на тој начин секој ќе се казни индивидуално врз основа на својата вина. Тој кој што е повиновен ќе се казни повеќе од 10 години, тие кои што се само извршители или нешто друго, ќе се види тоа при одмерување на казната како може да биде. Знаете, има и друг начин, значи може некој да признае дел од својата вина. Кога се признава вината, може да се казни и поблаго и одредува, значи, законот како тоа се прави. И особено во вакви дела е многу важно, бидејќи тоа се поврзува и со организираноста, значи со правењето група, заговор за извршување на такво дело и во тој член од Кривичниот законник јасно се кажува како се постапува кон тие кои што соработуваат со правдата. И после, значи, признаваат признаваат делото и на тој начин, значи, може да има доста поволности во однос на тоа да се... Како во случајот со Центар, можно ли е тоа, господине Новаковски, или пак да бидат предложени сами да се предложат како заштитени сведоци, например? Добро, овде во Центар имаше признавање на вина од детето. И тогаш согласно закон се издвојува постапката. Так, можно и во овој случај. Видите, затоа јас кажам, значи по мене, ова е ставено за сите кои беа процесуирани. Кои јас и не ги знам, верувајте. Значи, верувајте, не ги знам. И може би ќе бидат и нови некои процесуирани. Значи, луѓето не ги не видовме. Ти си доаѓаш со својот клиент. Има доста луѓе кои не ги знаеме, кои се, ево и вие, може би некои јавни личности, па затоа. И сега, по мене, обвинителството да има отидено со едно генерално, да речеме, предлог за притвор, да му се даде тежина на делото, зашто тешко дело, сигурно некој има направено. И сега, мислам дека ќе претрпи преквалификација во одредени дела за одредени лица. Тоа го зборуваме, значи, затоа што невозможно е за сите да остане ова дело. Зошто? Да, може да објасните. Јас мислам дека ќе има преквалификација од причините кои ги споменавме. Значи, во тек на постапката ќе имаме некој можеби преквалификација од обвинителството дека не биле свесни дека, например, пратениците ги отвориле вратите. Тие не знаат што значи отворање на врати на толпа. Добро, сега, повторно ќе ви кажам, значи, таму точно си има и правилник, и уредба за внатрешен ред. Тоа пратениците не го знаат, тоа го знаат службите, за безбедност. Не се свесни, сакате да кажете, пратениците? Се знае кој дава наредба за евакуација на пратениците од собрани. Точно се знае. И тие кои требало да ја дадат таа наредба, кога виделе дека ситуацијата е каква е, критична или не,
си имале своји проценти. Не, чекајте, пратениците не допринеле до критичната ситуација, да ескалира ситуацијата со тоа што ги отвориле вратите? Видите, да кажам, јас повторно ќе кажам, значи нема да дискутирам бидејќи сум дел од одбраната. Не е коректно да ме прашувате. Добро, еве да, јас ќе ја прашам. Не сакам да ја нарушам одбраната, затоа што сепак секој пат има едно начело кој треба да го знаете, тоа е презумпција на невиност. Значи јас прв го осудив тој настан. Добро, но правиме реконструкција на настанот. Реконструкција на настан не можеме ние да правиме, значи можеме да зборуваме. Сите имаат презумпција на невиност во моментот. А судот ќе си докаже затоа што таму има камери. Собранието има системи, значи функционирале. Некои беа избришани, но за среќа... Не, кажа дека имало и резервно. Имало и резервно, но за среќа имало и резервни, да. Па ќе ги видиме, значи. Тогаш можеме да коментираме. Добро, и јас професорката ќе ја прашам, да објасните. Околу пратениците не се ли свесни кога ќе ја отворат вратата дека овозможуваат да настане вистинска војна, граѓанска војна, да настане напад на собранието, уривање на уставниот поредок и така натаму и така, тероризам? Во овој случај имаме, како да кажам, школски пример на учество на повеќе лица во извршувањето на кривичното дело. И сега тоа учество може да биде различно. Може да биде соизвршителство, може да биде соучесништво, кој што е може по-благ начин. Меѓутоа, кај соизвршителството кога се зборува, треба да се знае нешто, не мора сите да биле инволвирани во самото тепање на пратениците или во самиот напад кон пратениците кој што се случи, туку можеле тоа да го овозможат на друг начин. Има теорија на поделба на улогите, една од теориите, каде што секој лице кој што има битна улога, а тука битно е кој ќе ги отвора вратите, битно е кој ќе ги насочи да стигнат до таму побрзо. Значи, секоја улога таму била суштинско битна и затоа се работи за соизвршителство и затоа се работи за ваков голем предмет, бидејќи секој треба да се докаже, тоа обвинението треба да го докаже и пред судот, треба да се докаже дека за да се има казна за сите, мора да докаже дека тие биле активно вклучени во делото. И тука нема тоа, значи многу, како да кажам, не мора човекот самиот да го извршил тоа дело, значи директно, меѓутоа со самото директно овозможување на делото, тој е директно вклучен во делото и носи вина како актор на делото, како извршител на делото, не како помагач. Знаете, и тоа е многу битно. И затоа мислам дека во самата судска постапка ќе се утврди кој каква улога играл и таму ќе се види кој бил соизвршител и тие кои што се соизвршители најтешко ќе се казат. После ќе се види кој е соучесник, кој помагал во делото, кој поттикнал дело, кој на некој друг начин се вклучил во делото и така натаму, и ќе се види кој каква одговорност има и според тоа ќе се укаже и на казната, ќе се изрече и самата казна. Прашав за заштитени сведоци. Можно ли е да се пријават, да предложат да бидат заштитени сведоци некој од обвинетите? Можеби има. Или претходно имале разговор? Можеби има, тоа не може ние да го знаеме. Се разбира, но може, се е можно и со тоа ќе се намали казната, но ќе има казна. Или можно е да нема. Прашањето е тоа. Сега види, може ако има заштитен сведок. За кого за заштитен сведок? Зависи каков статус кој тој добро. И зависи од која фаза, и тука е многу важно, во која фаза го признава вината. Знаете, ако го признавал пред да се оди во истрага и во тие другите, тогаш веќе може да се зборува за ослободување од казна. После колку понапредно го признава вината и се согласува на тоа да биде сведок, толку поголема е неговата одговорност. Тој ќе се казни поблаго и на крај, значи, може сепак да се казни некаде околу минимум. Но адвокатите може да ги советуваат да бидат заштитени сведоци, да кажат кој е мозокот на операцијата, на крвавиот четврток. Ако имал нарачателот да биде предводник на самата кривична одговорност во самото дело. А овие да бидат
Викам, нема да бидат амнестирани сосема. Апсолутно. Добро. Фактот што некој не ни бил во собранието тој ден, не го амнестира, значи од тоа ако дал. Мислите на Груевски? Ако например. Или некој друг што го организирал целото кој бил во Виена, например, и велеше дека не знаел ништо и му било јавено. Никој не од одговорноста, бидејќи важна е намерата, важен е мотивот зашто тоа се прави. Исто така е важна умислата. Знаете, вие ако знаете што се случувало и сте работеле на тоа, но може би бил подлежен на ПИМ мерки и веќе има доволно докази дека комуницирал со луѓето кои ќе бидат подоцна извршители, а тоа е далеку од државата. Сигурно обвинителството тој имаше и претреси. Да. Пример во текот на следеќиот ден. Не знаеме што нови докази ќе примерат. Да. Не мора да бидат извршителите склучени само на овие кои што ги гледаме. Тоа што ние гледавме е само, како да кажам, врвот на ајсбергот. Знаете, тоа е доста, како да кажам, сериозно организирано кривично дело и има луѓе со различни улоги. А важно е, значи, во една правична постапка да се утврди која била улогата на сите вклучени во тој случај и секој да ја носи својата одговорност. Злосторничко здружување. Апсолутно. И тоа има дури заговор за извршување на такви дела. Значи, која што е посебна форма на организирање и еден така повисок степен. И ако признаат со кого комуницирале, кој им наредил, ќе биде многу полесно сушност за тие што ќе признаат, но многу потешко за мозоците на целата операција. Сигурно кога ќе се даваат првичните искази, секој ќе гради само одбраната, можеби ќе имате признание од некого на вина, можеби ќе има од некого кајање, како што кажа професорката, значи во консултација со клиентот, не може одбраната да го даде признанието, мора да го потпише и лично обвинетиот да се согласи, осомничениот. Значи зборуваме дека повторно, значи можеби и од тие што биле приведени нема некој организатор, бидејќи не гледам јас дело до сторничко здружување во моментов. Ако во моментов, значи, тие кои сите имаат, да пример, различна одбрана, ама вчера не дава одбрана, него имаат различни адвокати, така да воопшто не се знае што, кој, како ќе изјави. Така да затоа од тие причини, мислам, треба малку да сме пострпливи, бидејќи како и што кажавме, некој можеби ќе признае и некоја вина. Некој може би што ево во моментов не можеме ни да претпоставиме. Добро, да, се разбира. Ќе признаат вина, но тоа не значи дека треба да не одлежат затвор, да не бидат казнети. Ова ќе има огромен материјал, така сигурно. А ние како одбрана ќе имаме само 15 дена да предложиме, да речеме докази. И тоа нели го дискутираме стално. Еднаквост на оружјата со обвинителството, а не само 15 дена. Се рачунајте на ваков предмет или не е тоа во диво населје или имате по 30-40 сега обвинети. Добро, можете да побарате одложување. Барате одложување, али тоа е стварно многу краток рок за да вие дадете солидна одбрана. Околу сите исклучуваат амнестијата, можно за амнестија од страна на Иванов, предпоставувам помилување од страна на Иванов на овие осомничени. Вчера кога беше конференцијата, значи јас, како да кажам, веќе се плашиме кога при вакви големи настани ќе има реакција од председателот, бидејќи првата помисла е помилувањето што ги даде пред... Не може никогаш да се кладеме дека тоа повторно не би посегнал по тоа? Доста би била проблематична, значи целиот процес би бил многу проблематичен, бидејќи председателот на државата едноставно нема законска можност тоа да го направи. Меѓутоа, видовме дека еднаш го направи, сега не знам дали пак ќе посегне по тоа, не верувам. Меѓутоа, како да кажам, се може да се очекува, не е дека тоа ќе го запира делото, бидејќи пак на крај ќе мора да се утврди целата одговорност за ова сериозно дело, меѓутоа ќе изгуби на, како да кажам, ќе изгубиме
предолго, тоа ќе трае. Во еден дежавю филм што веќе сме го Добро. имали, не верувам дека пак ќе се потегне по тој пот. Не е ли можно? Постои таква верзија на настаните. Имаме еден режисер Борис Дамовски, еден оперски пеач Игор Дурловски, Бетмен вели добро. Тоа е твитерџија, но припаѓа на водечката структура во ВМРО ДПМН. Да. И имаме пратеници. Не е ли можно тие сепак да се надевале дека ќе добијат амнестија од Иванов и заради тоа биле свесни што прават, се разбира? Имајќи предвид што се направи тоа помилување дадено во 2016 година, значи имајќи ги предвид сите тие нереди кои што се случија после тоа, имајќи предвид дека како што го даде помилувањето, после требаше и да го повлече, и се види дека и тоа е можно, што е пак многу проблематично од законски начин. Ако се надевале на таа работа, мислам дека погрешиле многу. Нема работа кој што може да ги, како да кажам, да ги спаси од ваков вид на одговорност. И при тоа сакам да кажам дека не е многу важно каква професија луѓето имаат или со што се бават, значи во секојдневниот живот. Добро, да, се разбира. Кривичната одговорност е општа за секој и секој одговара во рамки на својата граница. И особено кога се пообразовани, тогаш се посвесни всушност за делото кое го сторуваат. Така, и тоа, ако беше така, ќе се казнува единствено луѓе кои што немаат некоја, како да кажам, привилегирана професија или некоја професија која што е така јавна или вреднувана на некој друг начин, што е посебно, значи не е во ред. Не, тоа е отежителна околна сушност, колку сте пообразован, толку сте посвесни колку е тешко делото. Според нашиот закон што сега веќе го укина уставен, значи тоа дури имањето факултет се сметаше за олеснителна околност. Треба обратно да биде всушност. Се согласувате ли, Новаковски? Дека тие луѓе биле точно свесни, знаеле точно што прават согласно нивните квалификации, формално образование, јавни личности и така натаму. Да се влезе со сила во парламент, човекот мора да знае што прави. Да, особено такви лица кои ги наброив. Околу прашањето стварно на тоа председателот дали може нешто да превземе или што кажавте дали претходно обеќал, значи све е можно крај нас. Да. Значи ние имавме исфрдање на пратеници од парламент и повторно никој не реагираше до период и политички се затвори работата. Да. Тоа беше исклучиво политички затварање на проблемот. Кој одговара за тоа? Добро, околу... кој одговара? Значи политички се затвори. Да. Можно е све кај нас. Затоа од самиот старт кажувам, мора точно да се утврди на секој поединец вината во овој случај. Ако не се утврди, немаме голем проблем. Добро, веројатно ќе биде утврдена, да. Ако сме ние, како што кажуваме, толку долго работен предмет, се надевам дека истапуваат со цврсти докази за секој поединечно за тоа што го предлагаат. И за тоа си носат одговорноста. Сериозен доказ ли се? Председателот на државата, што ќе превземе, како ќе превземе, јас бев сериозно зафатен и не ги слушнав изјавите, ниту знам што коментар даде по повод на станите, а дали би се осудил на таква постапка, не знам. Јас не верувам дека по втор пат ќе посегне нешто што е незаконско. Да. Значи, и може да падне многу лесно повторно. Значи, мислам агонијата се одолговлекува. Да. Ама тој првиот пат кога ги даде помилувањата немаше законска основа тоа да го направи. Веќе членот на кој што се основаше не постои во правниот поредок во државата. Да. И затоа еднаш се направи таква грешка, па после се направи друг начин како се тоа повлече, што исто така не беше правно регуларно направено. И сега пак да се посегне по истата грешка, навистина тогаш се вртиме во круг. Не мислам дека... Ама ние се вртиме во круг. Добро, околу... Основни работи, ние превнизиме. Ајде околу, Или кабинетот на председателот имат експерти кои ги се платени како правни советници од сите области. Добро, околу председателот е јасно кој му е вистински советник. Видите сега, ево повторно. А може ли... Значи сега имате во обвинителство истите се луѓето, не се сменати. Да. Значи истите се луѓето. Добро.
Епа, значи сега зборуваме, се надевам дека сега ќе ја доведат постапката исправно. Добро. Значи не се бара притвор кај што не мора да се бара притвор. Кај што мора. Значи во таа постапка се надевам дека ќе се отвори дебата. Затоа се отвори дебата. Добро, зависно како ќе биде толкувано, но мене ме интересира. Извини, ама до пред неколку месеци се молеше за притвор, никој не даваше. Да. Значи, како? Добро. Ево, знаете, со специјалното што се случуваше. Да. Да. Сега што се смени? Не знаете што се смени? Исти се судиите. Да, но исти се судиите, но Добро. целиот политички амбиент е сменет. Јас сакам да се малку и нашата бранча замисли кога зборува, што зборува, како зборува, бидејќи внесуваме голема забуна во јавноста. Ако вие сега кажувате дека вчера беа виновни или вчера тие беа за притвор. Само по новиот закон објасна професорката до детали за јавноста, бидејќи верувајте, ако меѓу нас колегите имат дилеми околу примената на законите, како мислите да народот разбере дали притворот значи и осуда или зашто еден добил куќен притвор, зашто друг добил... Добро, заради тоа и имаме емисија. Викаме домашен и куќен, што е разликата? Значи, може би добил некој затоа што има некој настан во својата фамилија, што не би сакал да го коментира. Добро, ајде ме интересира, веројатно ќе има други осомничени. се предпоставува, тоа се предпоставките. Ние на камерите ги видовме, например, Илија Димовски пратеникот. Па ја видовме и Елизабета Канчевска како се гушка со еден од терористите, да ги наречам, кој беше со качулка. Има ли за таквите учесници одговорност? Мислам дека тоа е дел од следењето на тие луѓе кои што сигурно било извршено во рамки на предистражната постапка, бидејќи да се дојде до истрага за таков комплициран предмет, сигурно обвинителството дошло до претходно собрало докази и врз основа на тие докази одлучило после кои ќе бидат обвинетите и зашто. Да. Знаете, и врз основа на тоа треба да се види која е врската, дали постои врска со тие луѓе, што точно бил тој настан, како изгледа, како не изгледа, како всушност бил и така натаму. Мислам дека тоа може да се направи, некој да се обвини за такво тешко кривично дело, мора да се има докази. Да. И тие докази, доколку постојат и доколку биле собрани претhodно во предистражната постапка и веќе сега има елементи за истрага и веќе е покрената и дури и побаран притвор, тоа значи дека за некои луѓе стигнало до некаде, значи самата постапка и претпоставувам дека за тие луѓе кои што најмногу има докази до сега, можеби тие се вклучени во оваа фаза. Преквалификување на обвинението може да има и понатаму, значи може да се вклучат и други, може да уште немаме обвинение. Знаете, добро. И уште е истрага. Сега во самата фаза на истрагата ќе се дојде до уште други докази, може други лица да бидат вклучени, може некој против некој нема да биде покренато обвинението. Што ќе зависи тоа? Ако не биде доказите ќе зависи, значи од тоа колку докази ќе се приберат за овие лица и значи доколку има доволно докази ќе се иде на тамошна фаза и ќе се покрене обвинението, доколку има докази и за други лица ќе бидат вклучени. Ова е клучната фаза сега на истрагата. До сега била предистражната и се само тие првични докази се собрале со кои што докази основите за сомнење преминале во основано сомнење дека тие лица сториле кривично дело. Значи таа е фазата во која што сега се наоѓа постапката. Не мора да значи и дека притворените до крај ќе бидат осудени. Знаете, во Диво населје имавме луѓе кои што 2,5 години седеа во притвор и на крај се ослободија од обвинение. Знаете, тоа до крајот, до донесувањето на пресудата не се знае кој зашто ќе се одговара и зашто има докази, кој дела се всушност, и како ќе биде. Значи уште сме во многу рана фаза и ќе се види. И исто така сакав од претходно нешто да објаснам, значи кога зборувавме за организацијата на самото дело и во рамки на таа ако имало злосторничко здружение или заговор, значи во самото
учествување во таа организација, тоа само е кривично дело, од кое што човекот може да се спаси од казнување доколку го признае делото и сведочи за другите члена. Да. Меѓутоа, во ваква констелација за вакво дело и при признавање тој не може целосно да се ослободи. Да. Знаете, тоа е исто така многу клучен момент. Може да биде казнет поблаго или нешто друго во рамки на околностите, меѓутоа целосно ослободување, доколку основаното осомнење на вистина се докаже како такво, не е доста тешко дело како такво. Да. Само во изостанок на доказите некој би бил ослободен. Да, добро. Илија Димовски и Канчевска би ги коментирале ли нивниот случај која се фатени на камерите? Па не, ево, многу добро ви објасна професорката и воопшто не се осудувам да ги коментирам, ке си покаже трагата, значи, зашто? Ево, земете го примерот Диво населје, колку жртви имаше? Па, беше ослободен човек, а беше колку време во притвор? Значи, со какво сериозно обвинение, каде му претеше казна до животен затвор. Значи, затоа во моментов, точно не ги знаеме ниту една релација. Значи, јас немам ниту еден увид на доказ и поврзаност меѓу. Добро, ако е пасивно самостоење во парламентот не само пасивно, кажавме, може би се собрани... И поздравување со качулките. Може би се разговорите собрани. Не, во ред тие се собрани, јасно е. Намената да биде важна и може би некој воопшто немал никакви сознанија за настанок. Да. Што се случи, пример. Можно е. Можно и тоа да се случи, затоа викам, ова ќе биде долга постапка. Може да каже дека немал сознание, па потоа да се докаже дека имал сознание, зависно од доказите. Може би ќе има други, може би сега некој други меѓу себе, не се сите колку што јас имам информација. Да, и пратениците и така морале да бидат тој ден, тие биле веќе во собрание и сега треба да се утврди кој од нив имал улога во целиот настан. Да. Може би некој имал, може би некој немал, ќе се види и според доказите кои што се собрани, според тоа ќе се покренати нови обвиненија или пак ќе се докажат овие. Да, добро, јас благодарам што бевте гости.